За мене, Александар Македонски или Александар Велики е историска грандиозна фигура, великан што човештвото го раѓа еднаш во многу векови. Тој отвара нова ера во историјата на светот и со своето животно дело го определува развитокот во многу наредни векови. Тој е еден од најпочитуваните меѓу големите луѓе на историјата, бидејќи неговото дело беше остварено во многу краток период. Како голем освојувач, ја импресионира човечката имагинација на сите раси, вели Јуџин Борза. Ѓорѓе Пулевски пак во својата македонска песнарка, во песната Македонска самовила, пее: Дал сте чуле македонци стари људи што говорит? Од македонци појунаци над них не било. Цар Александар Македонски 300 лета пред Христа со македонци сву вселену повладал. Наш крал Филип славјанин е. Цар Александар славјанин е. Наши баби славјанки го родиле. Македонци, сетите се за јунаштвото македонско, та спроти старих вие сега да следувате. Григор Торличев во своето слово пред Охриѓани од 60-тите години на минатиот век го кажува следново: Мајка Македонија, откако го породи великаго Александра, откако ги породи светите Кирил и Методија, многу е ослабната. Од тога мајка Македонија лежи на своето легло ужасно изнеможена, совршено премрена. Мајка што родила великаго сина, надали ке може да роди другого, затоа толку ретки се великите мажи во светот. Авторот на Сердарот, во полемика со англискиот писател и историограф Голдсмит, нагласувајќи дека најголемиот дел од античката грчка култура е земен назаем од другите народи, кажува дека Александар Македонски не бил грк, дека Македонија и Тракија никогаш не биле населени со грци, ниту во времето на Александар, ниту во времето на владењето на римјаните. Коста Шахов, во весникот Македонија Русе, ја изнесува следната констатација: Секој македонец, приспомнувајќи си за Александра Македонски, вели: Ние сме го имале цар Александар Велики. Со овие зборови, тој си го наумува блескавиот период и величието на македонската држава. Александар Македонски стои пред лицето на македонецот како национална гордост.